Ако не го живееш тоа што го веруваш, ќе завршиш верувајќи во тоа што го живееш. Пресвет Фултон Дж. Шиги. Добро дојавте на беседа. Македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. А денеска расправаме на тема принципијалност. Ова е една од моралните теми. Јас мислам дека свештеникот е спремен да ја фатиме оваа тема и да ја превртиме. Јас сум роден спремен. Роден е спремен, да. Принципијалност. Што е принципијалност? И да видиме зошто е битно, не само што е. А мислам дека и третата точка која што треба да дискутираме е како да се стане принципијален. Сепак нашава емисија, за тие што не следат редовно, знаат дека на крајот имаме и практични прагматични совети. Тие совети ги даваме за да нашите следачи имаат еден вид на предлози за нивната патека на растење, на зреење и за да растат. Па ако ги интересирало принципијалност, а што ме отвориле нашава епизода, да ја слушаат, тоа значи дека и ги интересира како би можело да се стигне до тоа да бидат принципијални. И мислам дека многу битна работа до тоа како да се стигне до принципијалност е да знаеш зошто е воопшто битна принципијалноста. Инаку зошто би сакал да станеш принципијален, треба да знаеш. Принципијалност. Самиот збор доаѓа од принцепс, односно принципус, а тоа е прво, на латински, тоа значи прво, пред сите други. И кога се однесува на расудувањето и на постапките, тоа значи еден вид на темели на расудувањето. Значи од нив се почнува и тие го водат расудувањето, кога, например, имаме различна ситуација, некоја, по која што треба да размислиме како треба да постапиме, се водиме од принципите. Принципите се оние како основи, како темели, стожери, некој ги вика понекогаш и аксиоми, од кои што почнуваме се водиме. Разликата во од аксиом до принцип е тоа што аксиомите се само евидентни вистини кои што не се докажуваат, ама принципите може да се докажуваат, може да дојдат од некаде, да се заклучил дека треба овој принцип да го имаш заради ова и ова. Аксиомата е тоа кое што не се докажува, така барем научено по математика. Значи принципите се као темели на расудувањето. Од нив се почнува и тие го водат самото расудување. Сега што е принципијалност во општа смисла? Во општа смисла принципијалност е практично доследност во следење на принципите. Тоа значи дека ако имаме одредени принципи и доследно ги следиме во нашето резонирање, нашето расудување, ние сме принципијални. Ова во пракса практично води до предвидливост. Значи можеш и ти самиот да се предвидиш како би расудил нешто во одредена ситуација или во одреден контекст. Меѓутоа можете и другите да те предвидат. Значи ако ти израчно ги искажеш или меѓу редови ги искажеш твоите принципи, стануваш предвидлив преку следење на твоите принципи. Значи другите може да го предвидат твоето однесување и начинот на размислување. Се тоа е општа принципијалност. Уште сакам да кажам за спомнам за моралната принципијалност, затоа што мислам дека нашите следачи највеќе ги интересира моралната принципијалност. Тука, кога се работи за моралната принципијалност, ако општата принципијалност е доследност во следење на принципи, во моралната сфера е доследно следење на принципи во моралната сфера. Што се добива преку морална принципијалност? Преку морална принципијалност, односно доследност, се добива морално позитивна предвидливост. Тоа значи дека ние можеме да предвидиме за себе си или за некој човек како ќе се однесува во моралната сфера. И кога збориме за принципијалност, обично не мислиме на негативна принципијалност во моралната сфера, туку мислиме на позитивна принципијалност, односно позитивна предвидливост. Тоа значи дека ќе можеме да го предвидиме некој човек како ќе се однесува во однос на позитивни аспекти на морал, дека ќе се однесува добро, доследно, доблесно, во ова, значи дека ќе ги зима интересите предвид на другите луѓе и така натаму. И тоа што е интересно е дека ова е основата на имањето доверба во некој човек, систем, организација или ентитет. Еве да речеме човек. Значи кога знаеме дека некој е морално позитивно предвидлив, тоа ја зголемува нашата доверба во него. Довербата е всушност да некој човек за нас е морално позитивно предвидлив. Тоа е во моралната принципијалност и само еден краток коментар, а тоа е дека некогаш може да се појави конфликт помеѓу израчни принципи кои што некој ги изјавил или ние сме ги изјавиле или формирале и некој друг принцип и тогаш практично во тој конфликт сваќаме дека постоел скриен, подсвесен, односно несвесен принцип за кој што не сме биле или не сме сакале да бидеме свесни. И заради ова е потребно принципите кои што ги формираме да бидат хармонизирани со нас и нашите потреби, значи не се во конфликт со нас, со нашите потреби, нагони чувства, но
во исто време да бидат и хармонизирани со идеалната слика за нас во иднината, значи кон што целиме да станеме, нашата слика за великанство, да речеме. Практично тие се еден вид на мост меѓу тоа што сме сега и нашата природа и великанот кој што сакаме да станеме во иднината. И тоа е вистинскиот начин како треба да размислуваме околу формирањето од принципите. За ова понатаму ќе дискутираме повеќе во како што се развива епизодата. Меѓутоа, тоа што главно се запамти сега е дека принципите се темели на расидување и во моралната сфера кога се работи е да се биде предвидлив од морален аспект, ама во позитива. Малку се распленив, извини свештениче, давам тебе збор. Не, ова беше одличен технички вовед и тоа, со тоа што многу ми се допадна на крај што го кажа дека всушност принципиелноста е не само правилата и патоказот, туку воедно е и целта. Визија за како треба да изгледа целта, а исто така и патоказ на кај треба да се движиш. Тоа е интересна, убава дефиниција, метафоричка. Јас би ја дефинирал принципиелноста како доследност, значи доследност кон вредности, кон правила, без оглед на моменталните околности и без оглед на личниот интерес. Целта секако на принципиелноста е да има одредени бенефити, лични бенефити, колективни бенефити, така натака, придобивки. Меѓутоа, понекогаш принципиелноста е над личниот интерес, над придобивките и треба во одреден момент да те подучат, да те насочат кон откажување на некои краткорочни лични интереси, за да се стигне до некои подалечни, поголеми придобивки, бенефити и така натака. Јас секогаш кога дефинирам одреден поим, одреден концепт, секогаш сакам да го споредам со некој друг концепт кој што е поширок или почесто користен и е попознат на јавноста. Така принципиелноста обично ја споредувам со тврдоглавоста. Значи принципиелноста е свесна, морална позиција, а тврдоглавоста е еден вид на затвореност кон нови информации, кон многу позатворена во однос на промените на надворешноста. И на тој начин принципиелноста според мене е една балансирана точка, една умерена позиција помеѓу тврдоглавоста од една страна, она ригидност, затвореност, следење на правила без разлика на се, немање креативност, немање способност за маневрирање, а од другата страна го имаме другата екстрема, тоа е овертинкингот или претераното размислување, каде што се губиш во информациите, се губиш во размислувањата, имаш парализа од анализа, едноставно не можеш да стигнеш до одреден заклучок бидејќи сакаш совршенство, сакаш сите позиции да ги склопиш и така натака. И принципиелноста е всушност златната патека или умерениот пат, средниот пат, кој што е најдоброто од двата света, дава доволно простор да можеш да направиш нешто кое што е добро размислено, кое што е прагматично, меѓутоа го затвара оној бескраен простор за да не се изгубиш и ти дава насоки, одредени принципи, отворени принципи кон кои што преку кои можеш да стигнеш до еден заклучок или одредено решение кое што за тебе ќе биде во рамките на твоите верувања и твоите вредности. Многу го формираш ова, многу ме потсети на тоа како Аристотел ги формира и ги дефинира доблестите. Секогаш те потсетувам на Аристотел. Па изгледа само Аристотел го читам. Вистината е дека не го читам само Аристотел, меѓутоа Аристотел ми е еден од великаните во филозофијата и особено во етиката. Например, како ме потсети сега, он доблестите ги дефинира токму така како некаде на средина помеѓу две екстреми. Например, храброста ја дефинира помеѓу кукавичлукот и помеѓу будалаштината. Храброста е да не бидеш ни кукавица, ама да не бидеш ни будала. Така и ова. Принципиелноста е меѓу тврдоглавоста, која што биде екстремна верзија, и меѓу другата страна која што е
немање распад на принципијалноста, буквално немање структура никаква. И затоа ме потсети на Аристотел и на неговите доблести. Апсолутно така, тоа е исто така ќе се навратиме и на Буда и неговиот среден пат. Всушност сите мудреци, сите просветлени луѓе истото го зборуваат, само што на нас тешко е да ни влезе во глава, дека се е во мерката. Целиот клуч на правилно живење лежи во хармонијата, во балансот, во мерката. Тоа е единственото правило за убав живот, меѓутоа тешко е да ни текне и ние само сакаме да се залепиме за некои екстреми и да не носат кон некои лудости и така натака. Па знаеш како екстремите се едноставни. Тоа е работата. Што Апсолутно. да имаш мерка е сложено и тешко и треба да имаш и искуство и размислување и умереност и знаеш сите овие работи кои што се тешки. Полесно е да фатиш на екстрема некој и да забегуваш во низ. Апсолутно, ажурност ти треба. Треба константно да си буден и на нозе и да размислуваш. Кога си во право, кога не си во право и така натака. Сега најпрвен да зборам за личните бенефити на принципијалноста, всушност да ги објаснам кои се личните бенефити или предности на принципијалноста и исто така и колективните бенефити. Личните бенефити, според моето размислување, се, барем за мене, пред се, кога си принципиелен, имаш многу голема намаленост на стресот. Зошто? Бидејќи не мораш одново да бараш во себе како да се одговори на одредена работа. Туку имаш одредени правила кои што дозволуваат креативност во рамките на уникатноста на проблемот, меѓутоа имаат јасни водилки како и на кој начин и кои чекори треба да ги превземеш за да го решиш одреден проблем. И не мораш ти секогаш да имаш стрес, секогаш да се чувствуваш сам кога треба да решиш некој проблем и дека треба работите да ги размислуваш деново, туку имаш веќе разработен принцип, имаш веќе разработени вредности кои што ти укажуваат како и кои чекори треба да ги превземеш. Во рамките на тие чекори можеш ти да размислиш, и тоа е веќе доста детално и имаш доволна слобода да размислиш, каде што нема потреба за стрес. Големите одлуки ти ги прави самиот принцип и тоа многу го намалува стресот. Тоа е еден од моите лични бенефити за принципијалноста и мислам дека ова функционира за сите луѓе. Исто така, друг бенефит, друга предност е тоа што принципијалноста гради стабилен карактер. Значи, кога создаваш систем на одговори кои функционираат повеќе или помалку, некогаш функционираат помалку, некогаш повеќе, меѓутоа секогаш имаш одреден предвидлив одговор и поради тоа луѓето околу тебе можат да се потпрат на тебе. Можат да знаат кој си, каков си и каква реакција можат да имаат од тебе. Стануваш човек кој што е од поверење, да кажеме, народски кажано. Човек на кој што може да се потпрат, кој што не може да е джокер во нивниот живот, туку е некоја стабилност. И врз основа на тоа можеш да градиш вистински пријателства, вистински односи, бидејќи луѓето знаат кој си, знаат каков си. И исто така, самиот од себе знае што да очекуваш. Бидејќи имаш одредени принципи кои што ги следиш, ти веќе не можеш да се чудиш или да не знаеш како самиот ќе реагираш на одредена промена. Туку, што и да се случи, ти веќе знаеш како ќе биде твојата промена. И тоа ти дава смиреност, и тоа ти дава стабилен карактер. Тоа се личните бенефити на принципијалност. Сега би сакал да ги кажам накратко колективните бенефити, па ќе му дам збор на процесорот. Колективните бенефити се всушност нешто кое што веќе постои во општеството, не е тоа нешто ново или сега смислено. Пред се колективните бенефити на принципијалноста почнуваат со владењето на правото, уште во римско време, па дури и претходно, кога биле воспоставени одредени закони, одредени правила на однесување, тоа било почеток на принципијалното живење во
општеството, во цивилизацијата. И на тој начин, со развитокот на владењето на правото, со развитокот на законите, всушност се создава најголемиот бенефит на принципиелноста. Се создаваат правила кои го држат општеството да не се распадне. Меѓутоа, законите се вија негатива, постојат и принципиелни водилки за колективно, за целото општество и кои што се во облик на вија позитива. Тука доаѓаат филозофиите, религиите, идеологиите, кои што не во однос на забрани, меѓутоа во однос на поуки, не учат како треба да живееме. И ние треба од сите тие размислувања, и од филозофијата, и од религијата, и од различни идеологии, размислувања, да создадеме еден концепт кој што ќе функционира за нас и кој што ќе биде балансиран и умерен. Интересно е што јас имав напишано една како точка тука, многу слична работа со тоа што ја кажа. Значи, ја поставив како прашање, зашто е битна принципиелноста? И тоа што го дадов како одговор е заради довербата. И ми текна една работа што ја кажа Джордан Питерсон одамна, сега го парафразирам, нема да кажам точно, не го цитирам, ама него идејата му беше, зборуваше од аспект на брачни односи и партнерски односи и довербата и принципиелноста зашто е битна. И неговата идеја, која што мислам дека е точна, е дека принципиелноста практично делува како го поедноставува ликот кој што го имаме за некој човек од морален аспект. Во смисла дека ако можеме да ти го предвидам однесувањето, тоа ми ги поедноставува одлуките во животот после. Бидејќи можеме да се посветиме кон поголеми нешта, наместо да се пазам од тебе. Буквално тоа ти што го кажа. Значи, ако не е човекот Джокер, туку е човек кој што може да се предвиди, и особено ако може да се предвиди во морално позитивна смисла, дека ќе делува морално позитивно, кумулативно, никој не е совршен, ама кумулативно дека ќе биде морално позитивно, тоа многу ги олеснува работите, затоа што веќе не треба да се пазам од тебе. Можам да се свртам со грбот спрема тебе, за да работам на нешто друго или да се соочам со непријателот таму. Ако треба јас да се расправам со тебе цело време, непријателот лесно ќе да се обори. Не за џабе раскарај па влади, нели? Затоа што тоа е идејата да ја намалиш довербата помеѓу тие што се вплотени. И практично кога ќе станеш морално позитивно предвидлив, како што кажав на почетокот, тогаш имам доверба во тебе. И довербата е основата на живењето на долги патеки. Значи, ако немаш доверба, без неја се размислува и се делува само краткорочно. И сега, мислам дека многу луѓе не го забележуваат ова, ама довербата не е само спрема некој друг. Довербата не е само спрема систем или ентитет или организација или друг човек или заедница некоја. Довербата е спрема себе. Дека ти ќе можеш и своите постапки да си ги предвидиш во иднина и дека ќе се веруваш на себе си дека во некаква ситуација ќе постапиш вака или така. Речеме, принципиелен си и си рекол, веќе не пијам. Класичен пример. Ако неколку пати си докажеш на себе си дека го следиш тој пример, после тоа можеш сам на себе си да си ги предвидиш постапките во иднина и почнеш да си ја зголемуваш довербата за сам себе си. И ќе се зголемиш довербата за сам себе си, ти веќе можеш да се посветиш на други работи, затоа што знаеш дека си човек од доверба за сам себе си, а со тоа автоматски стануваш и човек од доверба за другите. Апсолутно така е, кој ќе видиш дека всушност самодовербата се гради врз основа на своите собствени постапки кои што си ги направил во животот и дека доколку со своите постапки покажуваш дека не си на своја страна, дека нема да си ги почитуваш своите верувања, своите желби, своите принципи или начини во кои што работи, во кои што веруваш, тогаш се намалува и твојата доверба во самиот себе. Не можеш да си веруваш. А како што се намалува довербата во самиот себе, се намалува и љубовта за себе. И тука навлегуваме најпрвен во себеобвинување, во ниска самодоверба, а потоа колку помалку се почитуваш и колку помалку принципи имаш кои што ги почитуваш, можеме да завлеземе и во
појави како депресија и така натака, анксиозност. Сештениче, значи морам да кажам дека една многу убава работа отклучи сега како откровение во мене, а тоа е логиката зошто самодовербата не се стекнува само ќе си кажувам ајде самодоверба, туку треба да почнам да правам нешто. И зошто акцијата е единствената вистина. Затоа што кога ќе почнеш да правиш и кога ќе почнеш доследно да следиш принципи во твоето правење, така ја стекнуваш самодовербата со себе. Не можеш да имаш самодоверба од ништо. Треба прво да пробаш да направиш нешто, па тогаш да од резултатите да дојде самодовербата. Нормално, не зборам за зборам за оној втор тип на самодоверба, она, како да кажам, алатна самодоверба која што ја имаш од аспект на искуството. Она основната извор на самодоверба секогаш треба да имаш, затоа што ти вредиш како човек, како битие. Тоа е друга работа. Меѓутоа, за онаа самодоверба во смисла делувам во материјалниот свет, таа самодоверба се стекнува преку правење. Не може преку залетување, преку мотивациони видеа, преку едно што. Оди прави и ќе ја стекнеш. Апсолутно, така е. Тоа и сакав да го кажам, дека постои одредено основно ниво на самодоверба кое што не треба да зависи од ништо од надворешноста, па дури ни од твоите постапки, туку треба да биде едноставно чувство дека ти си живот, ти си свест, ти си дел од постоечкиот аспект на универзумот, што е всушност Бог и тоа е Светиот Дух, и дека како такво твојата вредност е непроценлива и ти заслужуваш љубов без разлика на се, дори да си дома и да лежиш и да си компир кој што е залегнат на кревет, ти заслужуваш љубов. Меѓутоа, во однос на практична самодоверба, доверба во себе и во своите активности, апсолутно, можеш да си веруваш на почеток, меѓутоа тоа мора да биде подкрепено со некои факти во иднина. И ти треба да дадеш се од себе за да го направиш тоа. За да се убедиш себе си дека вредиш во практична смисла. Да, токму така е. Мислам дека насетувам дека има и голема поврзаност помеѓу принципиелноста и понизноста, заради тоа што за да станеш принципиелен треба да не си надмен и треба да не дозволуваш се што ти дојде да го направиш, туку па дури и за да ги откриеш твоите скриени, подсвесни, несвесни принципи кои што те водат, треба да не си надмен. Треба да имаш созрцание и треба да влезеш навнатре, созрцание и некоја интроспекција во модерниот говор, за да можеш да дознаеш кои се принципите, треба да можеш да се наблюдуваш од надвор. Треба како што постапуваш и како што размислуваш да можеш да се одделиш од тоа и да можеш да се наблюдуваш од надвор. За ова зборуваше на пример и Џоко Вилинг. Во него, дека он во ситуациите научил како да се одделува надвор и така да гледа дали е во право, не е во право, дали води добро, не води добро. И па тоа да можеш да го правиш, треба да не си надмен. Треба да не мислиш дека само твоето искуство од внатрешнината, од како што гледаш, е единственото битно искуство. Туку треба да можеш да се одделиш надвор. Ако можеш да се одделиш надвор, можеш да се одделиш само ако не си надмен и ако не се заљубуваш во себе, така да го кажем. И мислам дека тука е добра врската силна помеѓу небивање надмен, односно понизноста и принципиелноста. Што би рекол? Апсолутно. Всушност, додека те слушав, ми се разјасни, ми се кристализираше она идеја, поента која што секогаш сум ја знаела, тоа е дека нарцисоиден човек, нарцис, не може да биде принципиелен. Зошто? Бидејќи се става себе си на еден незаслужен пиедестал и не сака да се симне доле, не сака објективно да ги види работите, не сака да ги види низ призмата на еднаквоста, на принципиелноста, туку едноставно сака да се види себе си како над другите луѓе, како достоен, без разлика на доказот, без разлика на ситуацијата, секогаш сака да биде најдобар или секогаш сака да биде вреден и повреден од другите. Таков човек не може да изгради принципи или дури да ги изгради не може да ги следи. Бидејќи принципиелноста, и тука доаѓаме до она што го кажа, дека принципиелноста сама во себе содржи понизност. Мора во еден момент да увидиш дека нешто е грешка, или не само дека е грешка, туку дека мора да направиш нешто кое што не го сакаш во моментот или не ти дава вредност веднаш во моментот, туку создава колективна вредност за сите.
Само да разјаснам една работа. Не е дека нарцисичните луѓе немаат принципи, туку нивните принципи се себе. Тоа е принципот нивен. Себе и своите потреби, своите желби, само тоа. Меѓутоа, кој сум јас сега во однос на кој сакам да станам во иднина е различна слика. Нарцисичните луѓе сметаат дека сегашноста е побитна од иднината. И заради тоа нивните принципи се фокусирани само на сегашноста и какви што се сега. И тоа е рецепт за не станат великани. Тоа е рецепт за да бидат заглавени во своите моментални желби, потреби, хедонизам, практично хедонизам ето, со други зборови. Апсолутно, во право си, меѓутоа кој ќе видиме дека хедонизмот подразбира да во секој момент ти имаш некој одговор или треба да дадеш некој одговор кој што одговара на твоите емоции, одговара на твоите чувства, а како што знаеме емоција е всушност во движење, тоа е коренот на латинскиот израз, емотио, тоа значи дека твоите принципи мора да бидат цело време во движење. Ти мора цело време да ги менуваш, да ги виткаш за да ја задовола твоите минливи емоции кои што ги имаш во моментот. Така да во однос на ова гледиште јас велам дека нарцисите немаат принципиелност или не може да имаат вистинска принципиелност. Меѓутоа да, во однос на повисоко гледано имаат принципиелност. Нивниот единствен принцип е прави што сакаш. Меѓутоа дали можеме тоа навистина да го наречеме принципиелност? Па не е морално позитивна принципиелност. Туку е општо некај си, да. Така е. Оно што сакав да го кажам е дека принципиелноста е всушност балансиран концепт. Значи не е нешто кое што има своја спротивност, туку има две спротивности. Има две екстреми. Како што кажав и на почеток, ако претераш во твоите правила, ако ги направиш многу ригидни, што во овој модерен свет е многу тешко, бидејќи се заглавуваш, се заклучуваш себе си и треба да одбиваш многу идеи, информации, концепти кои што доаѓаат и многу различни насоки на кои што можеш да делуваш. Меѓутоа, доколку го направиш тоа, доколку направиш многу силни закони и правила кои што ќе те водат, многу ригидни правила, ти стануваш тврдоглав, стануваш закоравен, стануваш народски кажано терсене. Со тебе не може да се разговара, не може да се прави ништо затоа што ти имаш многу лимитиран начин на делување и нема никаква флексибилност со тебе. Или како што татко ми рекол, имаш закачена метла на грбот. И сега од другата страна не си изгубен во мислите, не си изгубен во своите концепти, не си изгубен во она совршено, она илузија дека некои работи или некои решенија треба да бидат совршени, дека секој различен проблем има совршено уникатно решение кое што само треба да ти текне, бидејќи тоа е рецепт за парализа од анализа, тоа е рецепт за фокусирање на интелектот преголемо и губење на животот, губење на она што значи да се биде жив, а тоа е да се живее во моментот. Ние, доколку немаме принципи кои што не водат, не само што може да станеме хедонисти, туку ќе станеме луѓе кои што се обседнати од материјата, обседнати од правење на совршеното решение. Ќе бидеме цело време во умот и цело време ќе размислуваме и цело време ќе бараме решенија за да бидеме победници во тој момент, во тој проблем. И всушност, може би ќе најдеме 2-3 совршени решенија, меѓутоа во текот на животот, на долга трка, ќе се изгубиме себе, бидејќи се што бараме е совршено решение. Принципите не се совршени, најчесто. Тие не водат до некое умерено решение, до некое решение кое што ќе биде маргинална победа. Меѓутоа, секогаш ќе биде победа. И додека ги следиш нив, лесно ќе можеш да ги направиш овие одлуки, кои што нема да бидат стратешка победа во тој момент, за тој проблем, меѓутоа ќе биде доволно голема победа за да можеш и да живееш и да уживаш во плодовите, во бенефитите на проблемот кој што си го решил користејќи ја принципиелноста. Значи, принципиелноста треба да опфаќа следење на некои внатрешни вредности,
меѓутоа и оставање доволно простор за креативност и уникатност. Така, да бидат прилагодливи на контекстот. И тоа е вистинскиот начин на формирање на принципи во било која област, особено и во моралната област, затоа што ние луѓето многу често се наоѓаме во сложени морални ситуации, сложени ситуации во однос на нас, во однос на нашите чувства, нагони, конфликти внатрешни, надворешни со други луѓе, со општеството, со заедницата во која што сме, семејството и така натаму. И нашите принципи за да бидат одржливи на долг рок, а идејата на принципиалност е долгорочноста, тие мора да бидат прилагодливи на контекстот. Тие во суштината треба да бидат исти. Во тоа што сакаат да го постигнат веројатно или тоа што е нивното битие, да речеме. Ама во ситуацијата треба да бидат прилагодливи. Сега, јас знам свештениче дека ти имаше еден пример за принципи и сакаше да ги објасниш. Тоа се 4 вредности кои што често ги спомнуваме тука. Јас ги имам спомнувано тука, ги имам спомнувано и на Twitter, односно X. И тие се многу убави вредности вака и тие се буквално како принципи. И мислам дека е добар пример за да ги објасниме, а ти ги имаш обработено многу подлабоко. Дали би сакал? Овие вредности за кои што ти ги често ги зборуваш, всушност заедно ги зборуваме, се вредности кои што заедно сме ги создале, мислам во многу долгогодишните наши разговори и беседење меѓусебно за какви вредности треба да има човек и кои се основните вредности и така натака. И ова се 4 вредности кои што ги обликуваат моите принципи и ми даваат насока на движење и живење во животот. Нивната основа е самиот живот. Значи, всушност, тие се основаат на доброто, она што сметам дека е добро, а основата на доброто е животот. Значи, можеме да кажеме дека длабокиот корен на моите вредности е всушност животот. Негово подобрување и негово продолжување и негово штитење. Моите 4 вредности се вистината, љубовта, правдата и слободата. Многу општи термини, објаснети со еден збор, меѓутоа во себе содржат многу големи принципи, ето така да кажеме, многу длабоки правила. И сега ќе ги објаснам. Сите овие вредности ги делам на 3 нивоа, ниско, средно и високо, и секој од овие нивоа ми даваат одредени насоки на живење. Значи, вистината во ниско ниво е всушност искреност. Тоа е едно правило кое што ми вели дека никогаш не треба да лажам. Тој искрен живот, каде што се воздржувам од лажење колку што е можно повеќе, ми помага да не мислам што сум кажал, не се борам со својата совест, не треба да памтам каде сум излажал, зошто сум излажал, дали сум направил правилно нешто или не, дали сум се погазил себе си или не. Туку едноставно живеам во контекст од природата, како што велат стоиците, и секогаш го кажувам она што на вистина е, она што на вистина се случило. И на тој начин мојата совест е чиста и мојата меморија е неоптоварена со лаги и концепти, илузии и така натаму. И односите со другите луѓе се искрени. На средно ниво е работа на себе. Вистината подразбира да бидеш искрен кон себе, да бидеш она што вистински можеш да бидеш, и таа од тебе бара, овој принцип од мене бара да се подобрувам себе си секогаш. На високо ниво е ултимативната реалност на постоењето. Тоа е духовен принцип кој што од мене бара да се издигнам над се што е материјално и да го барам она што е ултимативно, вистинската вистина, единствената вистина, а тоа е Бог или тишината. Апсолутното, може да кажеме. Љубовта, како принцип, исто така е делам на 3 нивоа. На ниско ниво е солидарноста, да се едноставно да се ставиш во чевлите на другиот човек и да почувствуваш неговата болка, неговите проблеми и да му помогнеш. На средно ниво е прифаќање, не само прифаќање на
сопствените проблеми, сопствените недостатоци, туку прифаќање на туѓите недостатоци и живење во една состојба на прифаќање на она што не можеме да го смениме и на она што е лошо во нас и во другите. Работиме да го подобриме тоа, меѓутоа прифаќаме реалноста дека не сме совршени, кога се крие многу голема љубов и благосостојба. На високо ниво, љубовта е идентификација со другите, идентификација со дури со неживата природа и на крај идентификација со се што постои, со се што е. На тој начин нашата свест, нашето срце, нашата душа може да кажеме се шири да опфати се и да може да се заљуби во се и да живее во една состојба на најголема љубов, бидејќи се идентификувал со се што постои. Правдата како вредност на ниско ниво е она златно правило, нему го прави на другиот она што не сакаш да ти го направат на тебе, почеток на она што е праведно и правично во светот. На средно ниво е балансиран живот, каде што не одиш во екстремите, не правиш работи кои што се премногу егоистични, премногу себични, ниту пак се гориш себе си во некој непотребен алтруизам и помагање. И на високо ниво правдата е надконцептуалност. Неидентификација со концептите, со идеологиите, со филозофиите, со религиите и така натака, со идентификациите како нација, па дури на крај и со самиот себе. Ова е личи спротивно од љубовта, идентификација, меѓутоа кој што вели идентификација со се. Меѓутоа, во својата суштина овие две се едно исто. Бидејќи ако се идентификуваш со се, тогаш не се идентификуваш со ништо. Едното е на емоционален план, другото е на интелектуален план. И на крај тука е слободата како четврта вредност. На ниско ниво таа е креативност. Го правиш она кое што ти лежи на срце, го исполнуваш својата потреба за да создадеш нешто. На средно ниво е индивидуализам, уникатен карактер кој што лежи во тебе и кој што треба да биде реализиран. Свештеникот како индивидуа е човек кој што е единствен, уникатен. Процесорот, секој друг човек кој што постои е уникатен, никогаш нема да се роди човек како него и е голем грев да не се изживее тој уникатен живот, туку да се стави во некои ригидни норми за тоа каков треба тој да биде, за да го прифати општеството. Туку треба да биде индивидуа. Треба да има еден здрав индивидуализам, здрава слобода, каде што ќе се експресира себе си. И на високо ниво, слободата е тотална неидентификација со егото или слобода од умот, каде што прекинуваш да им веруваш на мислите и на крај ултимативно прекинуваш да веруваш дека ти си концепт, дека ти си едно нешто, туку се ослободуваш од сите концепти во умот и стануваш буквално тишината или свеста. И сега во пракса ги имаш 4 принципи, односно вредности, така? Љубов, правда, вистина и слобода. Што во пракса? Како постапуваш? Постапуваш со тоа што преку овие објаснувања кои што ги кажа свештеникот, ти знаеш што тие значат во контекст. Ти знаеш што значат во одредена ситуација. Дека љубовта е сочувство, дека е љубење на себе и на другите и на општо битието и сите тие работи. И кога ќе дојде некаква ситуација во која што треба да размислиш како треба да постапиш, ти овие 4 да речеме принципи ако се водиш според нив, како што свештеникот и па и јас се водам од истите овие, тогаш знаеш како да постапиш. И оно што го каже свештеникот на почетокот дека практично ова се јуначките вредности, односно јунаштвото е грижа за животот, односно неговата заштита, подобрување и продолжување. Преку овие 4 принципи можеш тоа да го оствариш. Ако ги следиш нив, а тие се многу прилагодливи, заради тоа и треба да ги објасниме во контекст што значат, тогаш ако ги следиш доследно, ако си принципиелен, со други зборови, ќе оствариш таа цел, ќе се грижиш за животот. И тоа би било во пракса како постапуваш морално принципиално. Самите принципи се апстракции, ама во пракса се остваруваат.
Сега, свештениче, мислам дека пред да затвориме, треба уште една подтемичка да ја обработиме, а тоа е како да се стигне до да се биде морално принципиелен. И јас мислам дека оформив еден вид на алгоритам во наводници како би можел да се направи. Овели? Благодарам. Се состои од 6 чекори и ова може би ќе биде дел од практичните и прагматични совети, ама ќе го кажам пред тоа, па може и да го повторам после тоа, нели? Значи, како до морална принципиелност? Еве, за нашите следачи, кои што сакаат да бидат принципиелни, ама не знаат како да почнат што да прават, мислам дека ова е истинскиот начин како. А ти ќе ме поправиш или ќе додаш нешто ако увидиш дека треба. Значи, чекор 1. Чекор 1 е акција, односно стекнување искуство. Треба да отидеш во светот и да почнеш да постапуваш. Треба да постапуваш и да се обидуваш да постигнеш нешто. Не е битно што. Нешто што си зацртал дека сакаш да го постигнеш. И никогаш ќе го постигнеш тоа што си го зацртал. Меѓутоа на почетокот многу почесто нема го постигнеш тоа што си го зацртал и ќе сгрешиш. Грешењето ќе те доведе до чекор 2. Страдание. Страданието е кога не сме целосно усогласени со стварноста. Ние грешиме заради тоа што не ја знаеме стварноста целосно, зашто сме ограничени и заради тоа грешиме и страдаме. Кажавме во парадоксот на постоењето дека страданието доаѓа заради тоа што се гребеме од зидовите на стварноста практично. Значи, чекор 1 е акција, односно стекнување искуство, чекор 2 е страдание заради тоа што неминовно ќе грешиме. Страданието треба да доведе до чекор 3, созрцание, односно интроспекција. Тоа значи да видиме зошто грешиме, зошто страдаме. Страдаме заради тоа што грешиме. Зошто грешиме? Ова созрцание, односно интроспекција, ќе не доведе до многу битни увиди од аспект на мудрост и од аспект на знаење. Така ќе увидиме каде грешиме и зошто. Кога ќе почнеме да уведуваме често преку акцијата, страдањето и созрцањето, зошто грешиме точно, доаѓа чекор 4, а тоа е систематизација на увидите кои што ги имаме. Значи, сите тие увиди кои што ги имаме, почнуваме да гледаме дека имаат некакви образци, дека имаат некакви патци кои што ги следат. И тука е систематизацијата. Практично ги насетуваме принципите кои што се зад нив. И после долготрајна систематизација на увидите, чекор 5 доаѓаме до формирање на позитивни принципи кои што се прилагодливи во контекст. Како што кажав претходно на почетокот, принципите кои што ги формираме треба да бидат напоредно хармонизирани со нас и нашите потреби, нагони и чувства од една страна, но истовремено и со идеалната слика за нас во иднината, кон она што целиме да станеме. И е како мост помеѓу овие две работи, помеѓу сегашноста и иднината. И кога ќе ги оформиме овие прилагодливи и позитивни принципи во чекор 5, понатаму последниот чекор е трајно усовршување на истите принципи. Че веќе кога ги имаме оформено, тоа значи дека бесконечно готово веќе ги оформивме и тие важат бесконечно, туку со акцијата, со страдањето, со созрцанието и со систематизацијата на увидите, ќе увидиме дека можеби во тој момент пред 10 години не биле совршено оформени, ќе ги подобриме и цел време ќе ги подобруваме. Значи 6 чекори се акција, стекнување искуство, страдание, созрцание, систематизација на увидите од страданието, формирање на прилагодливи позитивни принципи и нивно трајно усовршување. Ако го следиме овој квази алгоритам, ќе формираме многу добри принципи кои што ќе го издржат тестот на времето и така ќе станеме принципиелни. Што мислиш ти, свештениче? Одлично објаснување, одлична практична насока за тоа како се градат принципи. Всушност, по тоа што те слушав и поправиме ако грешам, меѓутоа на еден најпрост начин објаснето би било: оди во светот, греши, прави глупости, страдај ги последиците, но размисли како да ги подобриш тие последици, како да ги подобриш за следен пат, учи од тие грешки, систематизирај ги тие грешки и ќе добиеш вредности. Меѓутоа тука не запираш, туку цело време ги подобруваш тие вредности и ги унапредуваш. Од новите сознания. Од новите сознания. Точно така. Значи едноставно она што е потребно е да одиш во светот, да грешиш и да учиш од грешки. Ето така. Да. Одлично, само апсолутно. гледај да не претраш во грешките, да не загинеш некаде. Значи, биди умерен и во грешењето. Так. И па мислам дека тука може да завршиме, нели?
Да. Кратка, но богата епизода. Да. Кратко си же, поводиме со практичните и прагматични совети. Темата на днешната емисија е принципијалност. Ова е дел од етичките, односно моралните теми, кои што ги имаме. Како што знаат нашите следачи, имаме широк диапазон на теми, од геополитика до морал, до филозофија и така натаму. Ова е таа од моралот. Денеска расправавме на тоа што е принципијалност. Кажавме дека принципите се практично темели на расудувањето, од нив се почнува и тие го водат самото расудување. Исто така кажавме дека моралната принципијалност е доследно следење на принципи во моралната сфера и таа носи до една вид на морално позитивна предвидливост на човекот кој што постапува принципијално, а ова е основањето на имањето доверба во тој човек или систем или организација или седно. Понекогаш може да се појават искриени, посвесни, несвесни принципи кои што не сме ни знаеле, а не ни сме сакале можеби во некои ситуации да ги освестиме. Потоа кажавме зошто е битна принципијалноста, заради довербата, затоа што преку принципијалното однесување и размислување на некој човек, тој човек станува едноставен за нас, се поедноставува, односно се поедноставува ликот кој што го имаме за него, и тоа значи дека можеме да го свртиме грбот спрема него, да не се плашиме веќе од него, да не се пазиме од него, туку да се посветиме кон нешто друго. И тоа е основата на живењето на долги патеки, довербата. Меѓутоа довербата е не само во друг човек, туку довербата и во себе. Ја се има доверба во себе. Потоа ги расправавме 4 принципи кои што свештеникот ги образложи, кои што и претходно ги имаме спомнувано во нашите емисии, па и на други места. И се 4 јуначки вредности: љубов, слобода, правда и вистина. И тоа беше како еден вид на пример кој што јас и тој ги следиме за одредени принципи според кои се водиме во животот. И ако ги следиме тие принципи, можеме да си оствариме крајната онаа јуначка цел што ја збодиме, а тоа е грижа за животот, негова заштита, подобрување и продолжување. И на крајот го дадов еден вид на квази алгоритам како да се стане морално принципиелен, а тоа е преку 6 чекори кои што ќе ги повторам потоа во практичните и прагматични совети. Тоа е краткото си же, а сега му давам збор на нашиот мил свештеник. Принципијалност е всушност балансот помеѓу тврдоглавоста и претераното размислување. За да создадеш принципи, како што кажа процесорот, треба да делуваш во светот, да грешиш и да учиш од своите грешки. Така се создаваат принципи од искуство и се станува зрел човек со обмислени насоки во животот. Накратко само да ги повторам 6 чекори од алгоритмот, а тоа се 1. Акција, односно стекнување искуство. 2. Страдание од неминовите грешки што ќе ги направиме. 3. Созрцание, односно интроспекција, увид во каде грешиме и зошто. 4. Систематизација на различните увиди кои што ги доживуваме и искусуваме. Под 5. Формирање прилагодливи позитивни принципи, кои што истовремено се поклопување помеѓу нашите потреби, нагони и чувства, но истовремено и со она кон кој што целиме во иднината да станеме, нашата идеална слика за нас. И крајниот чекор под број 6 е трајно усовршување на истите тие принципи. Подобро е да стоиш сам со чест, отколку да ги жртвуваш своите вредности само за да се вклопиш. Френк Соненберг.